од режија потврдува дека почнавме. Здраво, се враќаме после куса пауза од рекламите и продолжуваме сега со делот на одговарање вашите прашања у групата кои ги поставивте, па стартуваме. Реално. Дали сте подготвени? Апсолутно. Каже, Кирил Срча Христов. Брат, мора постич прашање зашто една година дозволя да трае, тоа го одговори. Се мисли, тој пензионер тоа го одговоривме, пријателе. Бараме да се допрецизира законот и да важи од датум на издавање до причината беше зашто некои година. планираат, ако има промени у системот у економијата. Па не, проблем е што пред крај на година се даваат цените за следната година, ти вика законот, а од друга страна па дозволата да ти важи една календарска година, не знам. Ја тргам од сега. За мене апсолутно не е проблем никаков. Јас сум да важи од датум до датум. И јас сум, пошто ја тргам од се, по психа, гледам да извадам у јануари, се лажам дека ќе ми трае цела година, тргнам да пецам од јуни. Самото министерство ќе се коси со законот. Зошто? Затоа што вика, у годината, дозволата, тоа ќе биде едно од прашањата колку што ги читав. Дозволата е замислена државната, предвидена со закон, да биде 1/5 од просечна плата исплатена во претходна година. Значи, по таа логика, по тој закон, по таа математика, ова 25-та просечната плата е нешто на 45.000 денари. Тоа значи дека државната дозвола годинава ќе биде 9.100, така нешто. Значи, исто и овој... Ќе се покачи цената. Сега, во законот вика државната дозвола дека се издава за период од една година, не вика календарска. За тоа кога ќе се допрецизира, ти ќе извадиш во јуни и ќе ти важи во јуни 26, ќе ти важи до јуни 27. Како возачките? Сега не знам дали министерството ќе се направи проблем, пошто министерството јануари ја носи цената. Врз основа на цената на претходната година. Па тоа би било проблем да се мај има некој со државна дозвола од 9.000, а некој со 8.000 од претходната година. Ако нив не им пречи, мен апсолутно не ми пречи, и уште подобро ќе биде за рибарите да важи точно 365 дена. И значи сега на голема имаше прашање од истиот човек до кај е постапката, што, како ќе одговорат, пошто знам дека Борис Видов му одговорил нешто. Ја го критикувам зашто ми одзема. Да, нема веза пак. На шала беше тоа. тоа. Борис беше со мене на средба, да знае. На шала е све тоа. Значи очекуваме сега после празниците да седнеме со министерство да ги дефинираме измените. Сега, ако се согласат за измените, пак е тоа процедура. Треба да изготват они измени на закон, па иде у собрание, па комисија, па прво, второ читање, па предпратеници, па да Сашто да е просто го може да е сложено. Па ќе поминат месеци. Абе, нека поминат 9-6 месеци една година. Важно да... Ама да ни поминат тие работи што ги бараме. Малце да се средат работите. Сега, значи, ќе мора да ги разочараме колегите, другарите, ортаците, дури ки нагорна линија цената, да. Цената. Освен, може би, бидејќи излезе да излегува новите правилници по законски акти за по новиот закон што се, преходните старите престана да важат, се државната дозвола нема да биде како до сега важи за 2026 или од позади пише важи на сите ревири каде што има концесија, туку ќе има малце поинаков изглед. Министерството треба малце да го сменете во законот изглед на државната дозвола во подзаконските акти, тоест така да може би ќе важи од датум до датум, ќе видиме. А кој донесе одлуката да може со републичката да се риболови на води без концесија? Види, прва работа беше... Тоа е новитет, ја како... Беше, да, сумнително што во законот беше тргната казна како за... Имаше порано стариот закон казна за риболов на вода без концесија. Така, знам. Сега не смееше таму да сега таа казна не постои, туку вика казна за ловење без дозвола. Сега реверска дозвола ти кажеш на концесија не можеш да имаш. Логично, државна дозвола што ти вика важи за сите води во Македонија, освен за атрактивни ревири. ВИП-от што ги нарекуваме. Да. Па да им се појасни. Така го формулираме. По таа логика државната треба да важи на места каде што нема концесија. Се ние бевме недоумица. И почнаа луѓе да вадат државни и да поставуваат прашања до федерација, луѓе ве важат таму или не. А од друга страна, ние мораме да ги контролираме тие води што се без концесија како федерација. И сега што претходно зборевме дека е наметнато ние, законски. Да, апсолутно.
ние мора да знаеме дали ако некој има државна, треба го казниме или не. И логично беше да поставиме прашање до Министерство. Од Министерство добивме одговор, го објавивме на вебсайт, го објавивме и на Facebook. Ја мислам дека треба малце по да И на бидете Facebook го објавивме. транспарентни. Да, каде што Министерство толкува и ни вика да државните дозволи важат на води без концесија. Толку, пеки. Имаш државно оди лови. Тоа значи донесено све од страна на Министерството. Апсолутно. Ние само спроведуваме. Да. Ние не сме законодавци. Добро. Ова да прашам која финансија иде од годишната републичка у клубовите, у концесиите, у државата. Во Федерација не оди денар. Значи овдека нема динар од републичките и тоа Онаму многу атакуваат рибарите дека нема денар. вие се алобирате да се вадат годишни зашто ќе лапате, ќе се фатирате. Онаму шанте каде змијата. што во општините и во град Скопје, каде што има концесионер, 30% одат за концесионерот. Лане беше, мислам, тоа негде 2.500 денари, 2490 колку беше на доместот. Остатокот иде во буџет. Онаму каде што нема концесионер. Тоа значи, на пример, во 25-та луѓе од Штип што извадиле. Луѓе од Куманова што извадиле државни дозволи. Луѓе од, не знам, од Берова што извадиле државни дозволи. 100% иде во буџет. Све иде во државата. И сега, тоа е многу лоша поставена државната дозвола, пошто нема концесија Штип, така и ти сега зимаш од Штип, вадиш државна, ловиш кај тебе, у цела Македонија можеш да ловиш, а апсолутно никој корисник на водите нема бенефит од тоа. Само државата си лапа пари. Да, тоа беше голем проблем за концесионерите Тоа е и тема. многу лоша поставеност. Поправилно по мене било, да, нека зема државата дел процент од тие државни дозволи, меѓутоа остатокот треба да се распредели кај сите концесионери, а не само корисникот кај што е општината, само тој да зема. Треба да се распредели кај сите. Пошто секој риболовец, ја ќе извадам државна, ќе идам на 20 ревири. Ќе фаќам така и на секој штета, условно речено, ќе правам ако земам риба, ја не земам, посебно не бела риба, не паѓа на памет. Ама сакам да ти кажам, Како е поставено? не ја, било кој ти ќе отидеш штета, ќе му правиш така, му вадиш риба од Да, ревирот, нема ништо. тој нема ни питање. дозвола од тебе, нема ништо, тој треба да пориби, треба да плати рибочувар, има еден куп давачки глупости, а ти му доаѓаш, а парите ги даваш на државата. А по Практично чија државата те иницијатива казва. беше тогаш она да се разградат по адреса на живење таму да се вадат, а неко предходно Не знам кој кај не знам сака на да кој иде да си вади. да се изразам лошо, не знам на кој будала тоа му текна. А вакви зборови во емисија моја сега и Стварно не знам. Не знам и се чудам. тоа е исто дискутабилно и пак вон разуми и вон сите контра наши, Па ти знаеш ли колку ние никаков интерес Како наш не е риба. тоа. во Битола имаме може 300-400 члена. Више фат делит. Од таму 20-30 луѓе не ваделе државни дозволи. Се не можат преку нас. Ги изгубивме. Мора таму да вадат. Не сакаат, а мораат. И никна нови при тоа здружение еден куп. Нема врска, збориме пак. Не може, да како да се постигне тоа, дека мора не може се соедно на концесионер. такав простор. Парите мора да иде концесионер. Аха. Ако нема концесионер во Битола, тие ќе мора да уплатат 100% буџет, ако се наши членови. Не може да уплатат кај нас. Значи мора да е здруженијето кај што ќе бидат уплатени концесија да има. Да има концесија. Мгм. Точно. Точно. Вика Жарко Михајловски, МРФ дајте известување и објаснување со кој факт ги запленувате, трските, опремате и давате документ дека ќе бидат вратени доколку се плати казната, опремата ќе биде вратена, а не е вратена. Исто тоа Ова е кажано. на Саше Потврда за Поздрав, Саши, и за тебе, превремено земени одговорам. средства ги предаваме во инспекторат. Приеска го истото говори. Луѓе, знаете дека не смеете да фаќате. Сами сте си го барале работа. Не, бе са. Човек сака да фаќа, разбирам. А одиме било што Абе, сакам ја отиди многу полу работи, дека ама- има концесија, бе, плати си бе 200-300 денари држа дневно ако треба, изнафаќај се ко човек, биди си раат со паметот. Епа. Знаеш како и се кај нас луѓето. Знам да. Затоа и се борат за да има на терен да доаѓа рибочувар. Кога ќе ме најдеме на рибочувар, река што фаќам на свети никад. Ама знаеш што е, еве, сега е концесионерот од Мантово. По една прилика, не е битно. Вика, ми бегаат луѓе, вика, од езеро,
Вика идат на бегалница, пошто нема концесија и не плаќаат дозволи. Вика сите таму бегаат. И да не водат таму бегаат. Битно да не платат дозвола. Стално гледаме А што после Цацко им е крив. ако Тоа ќе ги нема фати. дозвола, реката му е супер ако ескивира. Ако Да. треба да плати, зашто да дам пари за канти, за Тоа не е- ѓубре, тоа за не е менталитет. ова, за она. И што викам, значи ако не требаш да платиш, ти тие Ако канти не треба да ѓубре, плата, ништо не му и у смета. контейнер ке сториш ке. Ништо не, фаќаш. тогаш ништо не им смета. А ова исто голем проблем и многу се крева прашање стално се поставувало. Зашто не можеме да плаќаме преку мобилен да се уплаќа да се прави? Таа флексибилност зашто ја немаме како опција до сите да биде можност. Прво и основно Со кошта. банките тоа. Прво и основно кошта. Ти зима банка. Кај сме утепани? Ја искрено ќе ти кажам. Ние сме утепани и со овие цени на дозволи, обврските што ти ги наметнува државата со концесијата се големи, така да веруваме дека сите концесионери кубурат со средства, освен ако не се снаоѓаат. Ние у Рибара и проектче ваму, проектче наму, среќа имаме паметни дечки у клубот. Да. Ако ништо друго, порибувањето го покриваме од надвор. Дури повеќе стално Стално многу поише поштено, Да. али порибувањето го покриваме преку тоа. Кога не би ги имали ние тие проекти, да наоѓаме пари од амбасади, од вамо, од таму, од институции, од министерства, бате, затвараме. тоа исто викат ако нема паричар, зашто ви ја земавте концесијата, тоаш да се борите? Кога ќе отидеш на треска мера, кога ќе направиш? Па тоа не го разбират луѓе, мислат дека е све Па знаеш ти кај нас, шантето. мушичари, спинерџи... Ја им викам, Нема кога вие кај сте нас, фатиле, кој е пливкар кај нас? кога сте фатиле пастрмко живот на Освен 5 Кира. минути од дома да отидеш Тоа да ти таков кажам, луксус тераш. Од работа, у лето, у 4 колата, пап на треска, динг, 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 И пат сакат сати, и чоро и мерач почетник дома. и дете и старо отиде без пастрмка и не се врати. За тоа го сакам много. И за тоа И се направи лига и Бојане отидовме на настапот. светско и една нова и за цела тоа- култура и за тоа го се јадеме. направи. И за се тоа вродија- си лупаме глава еве со средства искрено тешко иде. Ама А за на светско за нас го правиме. што идат значи она што на представниците по разните Од парите за легитимации не можеме да дадеме на светско, освен од оние 20% што остануваат за федерација. Меѓутоа федерација, ти имаш режиски трошоци, имаш чланарини, имаш сметки, суди таму. гори, имаш суди, имаш глуп, значи све и свашто има. И тие пари пак не се доволни. Имаш тука Министерство за спорт, Млади спорт значи искача има од таму средства, има нешто од донации вамо, нешто што ќе се најде. Понапати сами сме давале од Ќе джеп, се сме прикрпи покривале. и ете успеваме некако Значи да се некој да се прати. да се негде. каже дека од нивните пари никој не се шета Од нигде. рекреативните ужива. не можеме да трошиме и да сакаме. Абе ја ќе Тоа одговарам. значи да Значи, се утре ја ќе еднаш да одговарам ако секој тие пари трошам. Ја извештај еве го, инспектор ми стигна мејл сега, цак после нова година, извештај толку такви сметководство, колку влегле легитимации, 40% на контрола за што се точно дадени. Поривено да 40% каде? Динг динг динг, фактури, Точи, значи изводи од банка, све животи бараат. Значи апсолутно мора цела документација да дадеш, точно да ги оправдаш средствата од денар, како си ги потрошил. И како дека ќе финансирам спортот, тоа не можеш и да сакаш. дека сте користели, што имаше муавет, возилото сте си го возеле као приватно, бензин сте користеле, бенефиции Возилото- на подпис сте јаделе, пиеле, тоа исто све да рачлениме. Тоа можда порано се случува, не викам не. Возилата од која се кај нас лани кога ги земавме, ени ги Тојотата и Комбето, кај мене у фирма се у двор. И се користеа на светски првенства, се идеше со нив. И кај што имаше домашниот превар, лига на превари, судиите најчесто го користеа Комбето иде со него. Посебно на крап кај што иде по 2-3 дена, пошто спијат на стаза. Нели? Значи сврхи Се интерес два на сата, тоа да. што е намена нивна. Јас сум ја користел Тојотата на пешеснат превари кај што сум ми дал награди од доделување оваа, како службено возило. Остатокот од времето се паркирани кај мене у двор, у фирма и никој не ги пипа. И не сме да ги пипа. И нема да ги пипнеме.
Значи тоа све е само шпекулација, Тие се клеветање, сега, види, ја намерно ги брендирав, ставив полкаи на лепи. да може секој ден, ете видов, се возиш Македонска секој ден риболовна вака таму, федерација стои пред кафана на на паркинг возилата. Значи, забележливи се. Секој може да го види, да го слика, ако е колата, кај што не треба да биде. И намерно ги ставив на лепниците, да се гледа и да се знае. Вика, ај уште едно прашање, зашто Зоран Спасовски? Зашто пензионерите и младите до 18 години немаат попуст на годишна и републичка дозвола? На годишна... За републичка концесија. дозвола имаат попуст само инвалидите 50%. И не само за републичка, туку за сите дозволи држава со закон се воведе 50% да биде цената за инвалидите. Пензионерите државата очигледно не ги се пи децата. Ја ќе кажам конкретно за кај нас, гледам и по други ривери има тоа. Кај нас за пензионери, Скопскиот ривери каде што ние као рибари имаме концесија, за пензионери е поевтино. Од Одлично. нормална дозвола. Значи, За млади до 18 години кај нас е бесплатно. ова е добра информација да се За знае. дозволи годишни збора. Бесплатно е апсолутно. До 18 години кој сака повели фаќи. Никаков проблем не. Повторно Зоран Спасовски вика, кој треба да го смени статутот, колку јас разбрав дека 1/5 од просечната плата треба да чини републичката дозвола, а тоа се 9000 денари или погрешно разбрав. Молам за одговор како и да е, некој од тоа треба да го смени. Тоа не е статут, туку тоа е закон за рибарство и аквакултура донесен од државата и таму е државата е дефинирала ова е државната дозвола како 1/5 од просечна плата исплатена во преходна година. Затоа и реков годинава ќе биде 26-та, тоест до година уште сме 25-та, ќе биде 9.100 негде минимум државната дозвола. Побарав ми тоа да се смени, дали ќе прифатат, не знам, бидејќи колку што разбрав од состанокот и од муабети со вработените во Министерството со парите од државната дозвола финансира програми за рибарство и аквакултура, така да им требаат и на нив тие пари за буџет. Тешка. Искрено не знам дали ќе има интерес. Знаеш, Слух. све додека не им брцаш во джебот, во буџетот, не е проблем. Значи ќе ти одобрати, да, нека биде календарски, нека биде ова. Ама што ми брцнеш во джебот, во испланираниот буџет за нивни програми за финансирање за ова зона, што иде, тука више А ние сме генерално ни подразнане нема. со институциите генерално секојаш има проблем. Проблем е да се скратат нешто што го предвидели, што секоја година го имаат. Као зацртано, као ставка у буџет. Така да, јас сум скептик дека ќе одобрат намалување на тоа. Скептик, ќе видиме. Ќе покаже времето, ама Ова може би мое омилено прашање. Ѓорѓи Миладинов вика, по коментарите што читах и заклучих, оти треба да воведат да се полага за риболовец, оти 80% не ги знаат основните правила. не 80, 99. 95% не се 95, знаат ајде, основните ајде, правила, пушти не се заинтересирани. Тоа ја- Добро, и не се заинтересирани луѓето да ги учат. Ама, сакаат да идат извини по што рибар, те да се прекинам, рекреираат. мене е навреда да бидам у ист кош со оној што појма нема ништо и само што платил легитимација и тој што све знае, у ист кош да бидат и на исто ниво ставени и да не категоризираат у иста рамка и да не гледат како да сме некоја долна стапка и како викаме, ајва ние рибари не будали, не блесави, не никакви, не. И да таму да пија, да фрла ѓубре, да прави глупости. И со таквите, тој тие се таквите што ни го прљаат образот. А кога ќе има тука се полага да се знаат работите црно на бело, Знаеш колку е тоа тешко да се полагање кај нас. Уште тоа да го воведеме ќе нараст на крст. Ќе не заковаат. овака испаѓа дека нема светло нешто точка да се покрене напред у промена. Све од нас прво ако не се промени. Ние ако не се промениме, државата не може. И планета у контра да ни ја Како промена. сакаш ти казни стави, пак народот е тој. Ти вика, со што сум платил ја дозвола, 5 пати не фатив риба, а сега фатив 20 кили. Сега ти ми кажуваш да ја пуштам, па 5 пати не фатив, чекаве роки бе, ти со еса пидеш, која си фатил, која не, тамтара пантара бе, ја мислам дека идеш таму да
уживаш да се дружиш, акцијата да оседиш. Тоа ти зборам ја, тоа е кај нас што поише. Он ќе планира да искалкулира дозволата му се исплати, иначе зашто ја или за на треска пуно пати ми викале. Да ја враќам ја таму рибата, зашто ви плаќам ја риби? Си порибувате вие секоја година. Ја вас ќе ви ја плаќам. Рокиве ти да душата што ти убаво треба да ја вратиш да пуштиш, бе. Не за нас, за мене ти суте па таму отидење секој ден си. Ја не сум стапнал. И тие таквите се најгласни утре крекачи на интернет. Така е. А таму го гледаш у ѓубре клекнал, ја диплю, ќе се пика уранец. Генерално е така, да. Да носи дома, да. Луѓето види, општо Македонија на луѓето не им одговара да има ред. Да. Тоа го гледаме Исус обрајка. Ми го зема збор. Исус не им одговара ред, да бидат стајни работите у ред. Ама права слика пред јавност и вака помеѓу ми дека сакаат сите декларативно. Европјани сме. Да, меѓутоа не им одговара ред да се воспостави у ниедна сфера. Што поише анархија, тоа побаво за нив. Така да, не знам што да кажам, многу време треба помине за тоа да се смени. Ја кога бев дете и редовно идевме на треска на Кривина и гледав како е убаво тогаш. Ништо место фаќаат бојник, ништо место скара, ништо млади се гушкаат, ништо стари со внуци уживат. И викав, чиме ова сега вака убава, си викам по 2000-тата те како ќе биде овде, ќе еволуираме, викам ќе биде овде. Си бил на Кривина Рајот. скоро? Идење на Кривина сега, луди Макс, она апокалипса е Хавај за Кривина. Тоа депонии, тоа ѓубре. Одвратно. Самата општина тука фрла ѓубре. Да, имавме нели снимка, објавувавме како од општина камионот, наш колега го сними тоа, како го истура го кипа директ у треска од општина камион што е задолжен има работа да чисти да све. У треска тука Кусаре мостот што е кај крушата. У глава ќе погоден со Исто. ѓубре под мост. Ја на стубот застана доле. Абе вај како камион ми падна кепа пред од мене. горе. Бе. Не камион бега, како некој од кола директно од прозор, како фрлен по кај, црна вака пред мене. Ја кај базенот што е мостот и на стубот доле. Таму, И од горе се паркира и го кипи Само камион кипи. со патличани скапани до мене. Тон. Викам, леле, викам, види за пола метра, ме затрупа овој, ме потепа доле и си продолжи. Нит ке знаеше дека ме убил. Па после си викам, ја што мајка барам па таму на стубот. Ама дива лига сме и не бе, анархија сме, хаос. Друга работа, и ова сме ненадлежни како МРФ, како ја се гледам под едно, затоа и множина зборам, пошто ја МРФ го гледам како едно дека е со мене, со рибарите, продужена рака наш гласноговорник, некако дека сме душмани и спротивни. Уште сум рибари, уште по риба. Јасно ми е. Не сме. И затоа викам у множина, како да им докажеме дека за она што е сепарации, у таа насока тие проблематики, дека се под сосема десета надлежност. Страшен проблем е. Таму концесиите ги дава Министерство за економија, контролира животна средина, инспекторатот вие што да ви кажам. Не се знае кој пие, кој Има еден-двајца добри инспектори што ги познаваме, меѓутоа за води инспектори пример имаш 3 у цела држава. Еден тука, еден не знам уште, 5 на не знам каде. Кога и да се јавиш, они не можат да излезат на терен, зафатени се. Викнете полиција, аво викам, се јави во полиција, имаме ево копа, викам у река тука, преусмерува речно корито, законски е дефинирано како дело, ве молам излезете. Не можам, ја век па исклучено недостапно. Ја пишувам кај директорката, тогаш беше случај. Вака и вака инспекторката, ке средиме, отиде, дури дојде, готово, тоа е све направено, преградено, прекопано, измрежа. Што и да била целта, разбираш, водата да се одне, белјата е направена. Да. Полиција не ти излага, инспектори не ти излага. Тоа како да се беше она промени? загадување ти текне на Вардар, она кафеава на кој излагаш Да, шампански. кој црвено. Еј, тогаш, корона беше, знам со маска бев на сликите, со Кире отидовме, се најдовме, се премоливме со инспекторите да дојдат, некако дојда, па неќе они да зимаат примероци, ја и Кире зимавме, да им даеме урнеци. И на крај, што се деси, открија кој е, што е, како е, никому ништо. А знам дека се огромни казните за По тако 2-3 сторито. недели, пак беше истото. Огромен проблем ја гледам и у составот
Маркова река и сето оно од Дризла и нагоре тие што се Тамо се слева, Дерович, Верој, тоа е за мене едно нуклеарен отпад равно е таа штета што се Бео сум слушал и за фабрики цијанид што пуштаат. како да се решава пред очи на сите нас овој проблем и сите сме слепи глуви го одминуваме. Институциите не реагираат. Ти како поединец или ние како федерација или нешто. Стварно немаме ингеренција. Значи ние можеме да Како обичен повикаме. граѓани, Ние можеме да ќе се повикаме. активираме, ќе Ние можеме пријавиме. да повикаме. Бити џабе треба. Епа, Не како реагираат. Како тоа да се промени? Ако го ставиме вака, само на бетер идеме. Еве и за тоа одговор да се даде. Излагаа на по колеги. медиуми идеја на сепарација на наму коњаре. Министер овој Волкова, нели, сега, таму вака што- ќе правиме, Кој онака што ќе правиме. медицински отпад исто. Отиди сега. Исто е, брате, пак. Пак е чинја кал, пак тој копа кај сака, пак има направено езеро. Што не се смени. Му се заканува, ќе го затворат. Идеше некој министер за нешто. Таму на лице место со директори, со ова, со она, правеа цел циркус.